Почитувани добровечери, добро дојдовте во најновото издание на Спорт 1, вашиот редовен спортски информатор кој служи да ви ги донесе оние најактуелни спортски случувања кои се случија во текот на овие 7 дена. Фокусот е ракометната репрезентација на Македонија која успеа по пети пат едно по друго да се пласира на едно европско надпреварување. Тоа се случи откако остварија победа на гостувањето во Турција во среда. Им предстои уште еден надпревар веќе в недела, последен од овој квалификацијски циклус, кој служи нормално за заверка на она лидерска позиција која ќе ни донесе место во вториот шешира, со тоа и полесни противници на Еврошампионатот 2020. Покрај ракометот, тук активна изминативе денови беше и фудбалската репрезентација на Македонија, претрпе 2 порази од Полска и Австрија, ги имаме импресиите по тие надпревари, а нормално и веќе синоќа се случуваше и финалето од за кошаркарскиот трон во Македонија. МЗТ Скопје по едногодишна пауза ја врати титулата во аеродром. Остануваме на ракомет и ракометната репрезентација на Македонија. Мои вечерашни гости се Филип Лазаров, довчерашен можам да кажам репрезентативец на Македонија, тука и Ванчо Димовски кој веќе 4 години отсуствува од репрезентативниот дрес. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Ќе почнам со Ванчо, бидејќи веќе подолго време не е во репрезентативниот дрес. Ванчо, те фаќа ли некоја носталгија или ти фали ли репрезентативниот дрес кога ќе погледнеш вака како игра Македонија овие изминати 4 години откако не си дел во тимот? Аз не сум размислувал искрено на таа тема дека ми фали и дека треба да сум внатре, но убаво е да се гледа. Мислам дека во овие изминати 4 години се уште на секој надпревар живеам во тој филм дека сум уште дел од таму, нешто што сме биле 15 години во репрезентативец, го оставив позади мене, но као да не сум во моментот во игра или нешто слично. Не пропушташ надпревар да остане, да не биде прегледан од твоја страна? Па не остава. Минимум 2 пати го гледам, еднаш во живо и уште еднаш на снимка, за да видам работи кои не може да се фатат. Филип, како што реков довчерашен, бидејќи ти играше и на Мондијалот во јануари, веќе не си во составот, чинам, откако дојде селекторот Данило Брестовац и двомечот со Исланд и овие завршни 2 надпревари. Но играше на оние први почетни надпревари, шокантниот пораз од Грција, потоа во Турција. Тимот релативно и генерално е доста сменет од тие надпревари. Кој е твојот впечаток по оваа победа сега во Турција? Минимална, тежок надпревар, неизвестност, иако и пред да замине репрезентацијата и квалитетот беше на наша страна, но сепак тешко дојдовме до победата. Па добро, репрезентацијата на Турција воопшто не е за подценување, а сега е крај на сезона и е тешко да се игра. Видовме резултатите дека многу репрезентации киксна. Исланд изигра нерешено во Грција, имаше уште неколку чудни резултати, Косово со Полска нерешено и така. Ги разбирам ракометарите крај на сезона, поготово за овие ракометари кои што има долги и тешки сезони, Кире Лазаров, Стојан Честуилов и не знам кој, наистина е тешко да се игра во овој дел од сезоната и победа си е победа. Едно време губевме со 3-4 голови разлика и можеше лесно да се деси да изгубиме, нели, и да паднат во вода тие 2 победи со Исланд, кои што беа навистина добри надпревари, квалитетни. И така да на крај се бројат бодовите, победивме, се пласиравме на првенство. Официјално нека име со среќа, честито и веќе која е поред 7-8 големо надпреварување. Податок што воопшто не е за подценување. Така да одиме на првенство и ќе видиме. Димовски, генерално го продолживме тоа што почнавме веќе последнава деценија, континуитетот на едни големи надпреварувања. Како беше твојот впечаток по овој надпревар со Турција? Очекуваше можеби повеќе? Бидејќи со оглед ја земавме нели напорната сезона, крај на сезоната, голем дел од нашиот колектив беше активен. На 3 последни меча имаме плюс 2 гол разлика и 5 бода. На крај Филип кажа,
најбитно е тоа од све. Очекував типично ваков надпревар како што се случи после оние два надпревари со Исланд. Со една нога бевме на првенство. Сето тоа играчиве се завршени од прилика на 20 и некој мај. Има со исклучок на овие играчи кои ги кажа Филип, значи имаше играчи кои имаа по 10 дена пауза, кои се собраа во саботата, кои со 2-3 дена тренинг после пауза од 10 дена требаше да играат тој надпревар. Све тоа во овој период од годината со, да не речам, изборен пласман на првенство, требаше овој надпревар да се одработи. Сега збориме што би било кога би било ако се изгубеше или слично, среќа не се изгуби, не мора да отвараме теми на таа страна, но ете таа победа во Исланд за некој од нас е можда доста поголема него што беше Така е. поразот од Грција или пораз од Турција ако се случеше. Значи имаше на овие квалификации све и свашта од слаби надпревари до топ надпревари, така да генерално нема што многу да мислам на таа тема. Се избори пласман, сега Филип рече 7-8 ги изборав 9-то надпреварување ние поред. Тие се некои работи кои се стварно многу добри и кои, не дај Боже, некогаш да не дое ден кога не би оделе, ќе видиме што значи само пласман, па на било каков. И јануари да остане да не јануари гледаме да остане да резервиран за ракове, да. Филип, како размислуваш на темата тогаш? Да, победивме, не е важно каква е победата, битно се пласиравме, но ме интересира како размислуваш сега со промената на колективот. Генерално почна и Раул Гонзалес со подмладување, веќе Данило Брестовац и драстично го смени тимот. За разлика од оној прв надпревар со Турција, веќе на вториот видовме и нови 8 играчи, а вкупно 9 од 16 доаѓаат од домашното првенство. Добро, не дека не е битно каква е победата. Ние ќе бевме посреќни да беше убедлива победа и ние треба да стремиме кон тоа. Бидејќи ние со резултативе променливи не знаеме некако кај ни е местото. Дали сме топ 5, дали од топ 10, дали од 10 до 15 место Европа. Цело време ќе направиме победа со Исланд. Топ 5 сме, после мука како Тоа е таа завчера, топло-ладна па сега игра. чекај кај сме, што сме. Значи битно беше. Меѓутоа за да се случи тоа мора да повлечат, како да кажам, помладиви играчи. И треба да искористат уште приликава што тука има екстра квалитетни играчи кои што уште се борат на 40 години на терен. Да гледаме ние Кирил Лазаров и Стојанче Стоилов како се борат највише и влечат, покажуваат она. Знаеш, и мислам дека тука клучот е во помладите играчи. Талевски, Кузмановски, тие веќе не се ни млади. Па не се млади кога ќе погледнеме дека над 20 години. Со Турција очекувам 5-6 гола Талевски, Кузмановски прво полувреме и 19-10 резултат. И тоа е знак дека македонската репрезентација оди таму кај што ние замислуваме. Еден ден да дојде да се бори за медали. Така да... Тоа е прашање отворено, точно. Да. Ванчо, според тебе можат овие млади играчи да го понесат сега? Ма не, ние можеме тука да збориме, да нагаѓаме, значи, веќе 2-3 години се разговара на истава тема и Бидејќи генерално ги познаваш и добро кој играчите ти и не од седнал Металург по студијата и разговарал и тука има една тема Талевски, Кузмановски. Значи, ние имаме проблем генерално. Ние сме у ситуација каде што сега тука подмладуваме, не подмладуваме. Ние го имаме Борко 15 години на гол. Го имаме Дејан 8 години на лево крило. Го имаме Џомба 7 години на десно крило. Го имаме Киро 20 години на десен бек. Го имаме Столе 10 години на линија. И сега имаме Филип Кузмановски, дека си отиде Миркуловски. Ако останеше Миркуловски, може уште ќе беше Миркуловски. Филип Талевски е тука веќе од Грција баражот, кога е тоа? Значи 5 години е Филип Талевски во репрезентација и 3 години 4 прв левбек од одењето на Мојсо, например. Значи ние збориме сега за некои ситуации каде што ние немаме друго, ние не дека нешто. не спаѓаат. Ние немаме не е проблем подмладување, супер све, нека има у состав играчи. Но збориме дека нас тие ни се играчите. И сега ние дали ќе можат они ние тоа се работи каде што е сега и селекторот ќе дошол овој селектор, тој селектор па кој знае што ќе направи. Селекторот е селектор 4 месеци 5, има 2 тренинга направено, 3. А знаеме која му е улогата на Филип Талевски во својата екипа,
Не знаеме каква ќе биде улогата на Филип Гузмановски во новата екипа. Сега ти треба да собереш 20 играчи, од кои може двата клучни играчи да бидат ван све, па треба да се враќаат. Нема време за тоа. Значи, ни фали неколку играчи во ростер, се надеваме дека можда Танковски ќе дојде за некоја година, ама тоа се сите работи кои овде ги разговарале поише од 50-100 луѓе уврска со ракомет и само даваме некои прогнози дека ова требало вака или требало така. Нека течат работите, млади се, ние како генерација стигнавме на некои поодминати години. Какви ќе бидат резултатите, тоа е прашање. Добро, кога ќе Значи- видиме, освен првенството 2012 и освоеното 5-то место, последнава деценија Македонија генерално е од тоа 9-то до 16-то. И па ние до И варираме, надпреварот со дали било Словенија. подмладување или До останува... надпреварот со Словенија во кај игравте лани у Загреб. Ние немавме победено репрезентација од доаѓањето на Обрван. Значи ние кубуревме 4-5 години, немавме добиено добра репрезентација. До лани Словенија на Европско у Загреб. И сега втора со Исланд надвор. И сега вика Филип, кај сме, што сме, цело време сме тука, па некој бот ке скинеме, па не нема пак, па каква ни е играта, па што ни е. Значи, репрезентација да има створено некој култ, тера како што тера, овие само треба да влезат во исти правец, да гледаат како овие што се таму. Можда Киро ќе оди за некоја година, пак се тука Дејан Столеви кои ќе бидат носители на таа репрезентација и нема многу филозофија дека требало не знам што како ќе се смени, за 3 дена тренинг ќе смениме ние начин на игра и тактика и не знам што. Тоа треба кога ќе се стигне на Собир да се знае кој како ќе се погледа, се знае што се прави. Така беше и така треба да продолжи, ја мислам. Не дека ние треба нешто да измислуваме сега. Презентација вкупно е 30 дена заедно од 365. И нема доволно простор да размислуваат веќе, бидејќи у недела им предстои и последниот квалификацијски натпревар против Грција. Нормално спортската јавност очекува реванширање за оној најголем пораз, би рекол, последниве 10 години и неочекуван од Грција во Кожани. Но тимот се здоби и со хендикеп, особено по повредата и на Столе Стоилов. Манасков го немаше и за надпреварот со Турција, веќе доаѓа и повредата на Куковски. Колку сега со овој ростер може да експериментира Брестовац за овој натпревар, кој и тоа како е, нели, важен за она прва позиција доколку Македонија сака да остане и да има учество во вториот шир, потоа, нели, полесни противници за најпрост. Па добро, ете и сама си доаѓа ситуацијата каде што некои играчи ќе добијат шанса што ја немале до сега. Составот е значително ќе биде ослабен. Прочитав нешто дека и Велко Марковски што се жали. Така, неизвестен е Велко. Имавме многу проблеми таму во Кожани со одбраната. Никако не можевме да се одбраниме. Сосема различни се грчката и турската селекција. Овие се тешки, високи бекови, грците се ниски. Финтираат и многу проблеми ни створија. Се надевам дека ќе најде некоја. Треба, пак ќе ги споменам, Талевски, Кузмановски, да се покажат и повеќе во одбраната, да не мислат во головите, само према напред, преку метот, тие се играчи во два правци. Сега Талевски е веќе колку години Бундеслига, сега го чека и Кузмановски бундеслигашко искуство. Значи треба да превземат ситуацијата и да одиграат, да однесат до победа македонската репрезентација сами, што би се рекло. Треба да играат подобро одбрана, да бранат голманите и мислам дека не би требало да има проблем. Сега малце можеби ќе биде проблем промената, бидејќи македонската репрезентација е навикната веќе долги години игра овде во Скопје, во оваа сала, и малце имавме проблеми кога бевме во Битол. Јас мислам дека македонската репрезентација треба да игра овде во Скопје, дека тој е домот и тие 200 луѓе од Битола што го сакаат ракометот и што сакаат да гледат, доаѓаат 100 луѓе од Струмица, 100 луѓе од Свети Николе, значи секој што сака може, блиско е, се гледа. Оваквите промени, играње ваму таму, мислам дека не е го на репрезентацијата. Јас разбирам дека сите сакаат да гледат репрезентацијата. Меѓутоа сега да избегавме од темата малце. Очекуваме победа од Грција, составот каков е, таков е. Можеби ќе биде малце потешко од што сме навикнати, меѓутоа јас сум сигурен дека ќе извојуваме победа. Ванчо, какво е твоето размислување со оглед на составот сега за надпреварот со Грција и таа тенка дефанзивна линија? Па искрено ова сега што го слушнав за Веле е ново. Мислам дека за надпревар
последен во сезоната. И овој ростер кој е во моментов во репрезентација, мислам дека има неколку комбинации кои ете ги имаме таму Никола, Филип Талевски, Кузмановски, прочитав вчера дека е и Димитриевски стрелка викнат, кој чека шанса веќе подолго време, ете му шанса да одигра. Не е сега некоја си репрезентација на екстра квалитетна и играчите на Грција играат по екипи каде што сигурно вие сите играчи кои ги набројав може да играат против тие екипи и да се справат со нив. Тука и Бојан, сега као некоја свежа крв маđarски може да се искомбинира некоја зона која ќе може да го изнесе тој надпревар. Така, но ако погледнеме и последниот надпревар грците и тоа како ги изненадија и исландјаните кои прочем едва се спасија од пораз, така да сигурно Грција од Грција победа чиста, на крај има напад, изгубија топката и примија гол, нема сите играат ракомет. Не можеш да се опуштиш против никој и пак ќе повториме крај на сезона. Али на домашен терен сме фаворити секогаш против многу појаки репрезентации. Мислам дека ќе има и тој инат малце за поразот во кожан и дека не смееме да си дозволиме на два надпревари да не издвојуваме победа против една Грција. Мора еднаш да ги победиме. Така, ме интересира, збориме за подмладувањето. Сега да донесе резултат сигурно не може, но колку е според вас, колку потребно е време, бидејќи долго време бевте репрезентативци, колку е потребно време да се направи, да се вклопи таа екипа и тој спој на младоста и искуството? Мислам дека се направи во изминатите 2-3 години. Полека сега За да донесе, сега зборам, е малце резултат. повеќе изразено, тоест едноставно си дојде време за тоа и нема бегање. Сега мислам дека клучот е во селектор, во Данило Брестовец. Ние неговата работа треба да ја процениме после година-две, бидејќи тој ги држи како координатори на сите младински, веќе подолго време во младинскиот ракомет, како координатори на сите младински селекции и тој веројатно веќе треба да има во глава визија кои ракометари би требало да дојдат за година-две, кои се таму, треба да добијат повише минутажа и едноставно да кој ќе дојде тоа потполно помладување. Тоа ќе најверојатно ќе биде кога ќе се откаже Кирил Лазаров, да репрезентацијата продолжи во овој континент минимум што го има до сега. И клучот е во него. Ние не треба него да го цениме сега со резултатите со Исланд или со Турција или со Грција, бидејќи тој има направено 5 тренинзи со репрезентацијата. Јас верувам дека долги години сум во таа репрезентација, мислам дека репрезентативците се знаат и сами. Ете, овој тежок надпревар во Турција го излекува пак на крај Кирил Лазаров и Стојан Честилов, така на индивидуални квалитети на ова. Значи, работата на Данило ќе ја видиме за година-две, каде што од тие младински селекции, каде што тој главен назначува селектори, ги тренираше по долго време. Сега има правенство младинско или кадетско, не знам што е. Треба да голема одговорност е за него. Јас сум среќен бидејќи е македонец и тој треба да напредува, да се усовршува со сениорската репрезентација, за да може од младински репрезентации да извади за година-две Македонија да не се мисли како до сега дали ќе се пласира на европско и на светско. Сега ако излезат некои таленти и добри играчи, да се надеваме дека можеме и за нешто повеќе. Ванчо, генерално задоволни треба да бидеме што Македонија во континуитет 10 години од 9-то, 10-то до 16-то место може сега ова подмладување да ни донесе резултат можеби на наредното европско или ќе треба повторно време? Наредното европско подмладувањето, ако го спомнуваме, можеби на наредното европско ние да направиме нешто. И треба да проблем е ова секоја година истите. Значи, муавети, што е тоа нешто? Кај би биле ние со, не знам Што ни фали? Не ни фали ништо, супер сме. Тераме. Одиме секоја година на првенство. Што да кажеме за минатото првенство во Хрватска? Тотална еуфорија, 3 дена, супер резултати, све одиме во втор круг, ни треба, не знам, бод 2, се случува повреда. Нема бегање од тоа. Значи, нешто така треба да биде и така е. Убаво е да се оди на првенство, убаво е да стасуваат овие помлади играчи кроз првенство, еси играчи кои имаат кариери кои им се во почеток, а имаат сите по 3-4 првенства. Виделе све. Значи, поминале и европски, и светски, и напаѓале олимпијади, збориме за играчи кои се уште 22
3 години полни немаат. Значи, тоа нивно искуство кое го собираат сите овие години, нека созреат на 27-8 години, може и од нив да очекуваме. Сега кога ме праша за следново. Следново е се уште ќе биде потпрено све на овие поискусни играчи, затоа што имаме таму ние екстра квалитет во Дејан Столе, поддржани од Киро, кој е више во тие поодминати години. Овие се тука само да гледаат, да учат и после тоа да го превземат. Не можеме сега да прогнозираме што ќе биде, ама да се надеваме. Добри клубови се, со добри играчи тренираат. Виделе све, Талевски е 3-4 години веќе во Рајнекар Левен. Само да гледа на тренинг треба да научи све. Така, кога ќе споредиме па и со французите, какви играчи имаат на 22-3 години, тоа за нив одамна веќе не се млади, така и ние не треба да ги третираме за... Што знам, некако се не толку јаки, као кога овие беа сите по 33-4 Нарцис и компанија, има некоја поголема стабилност, додека беа и Жил и сите таму. Сега како доаѓаат овие млади индијанци од типот на Дика Мем, све нешто фали тој заден чекор, дали да биде финале, дали да се освои, на кој начин да се освои. И кај нив треба време, значи они се екстра класа, не знам, ете ги 2-3 играчи се у Барселона, па што им се случува со Вардар у задни 10 минути на тие играчи, тие се тоа годиште од прилика, 95-та, 6-та, 7-та родени. Значи треба време за све и треба да се настави. Треба време, но прашањето е сега колку ќе можат и искусните, уште колку ќе може да дадат врвен ракомет. Најдобро го познавате вашиот брат Кире. Уште колку може Кире да пружи онаков ракомет како што досега го игра? Тешко е да се процени тоа. Не се дава. Има уште 2 години професионален договор со Нант. Сигурно дека тој знаеме дека за македонската репрезентација е 20 години, не знам колку е, на секој надпревар. Желбата е иста. Значи нема назад. Мислам дека сигурно уште 2 години ќе игра. Што знам, може 3-4. Не знам што има во глава, меѓутоа Веќе Лазаров е од оние што е најстар, нели, во репрезентацијата. Да, 3 генерации фати. Они сигурно уште 2 години, не знам се дали може да процене, нама само нека е здрав и жив. Знаеме дека спортот е спорт и има и повреди и едно и друго. Тој очекува тој импулс од помладите играчи, тој се уште сонува за Олимпијада, се уште сонува за медаља. Значи, знаеме тој каков професионалец и колку го сака ракометот. И доколку осети тоа, еве да речеме на наредното првенство, доколку осети тоа дека има, сигурно дека нема се откаже. Дур може, дур стои ќе игра. Ванчо, пикерската позиција ме интересира како гледаш сега кога Столе се повреди Пешевски. Каде е уште, кој е наследникот тука, третиот кој би Не можел треба да... наследник, таа е позиција која е, мислам дека убедливо најдобра во репрезентацијата и најзатворена, без проблем. Значи имаме Столе кој е уште млад, нели, е потрошен, можда го има Жаре тука као негов бекап замена. Го имаме Никола кој е различни тип од нив двајца. Повисок, игра два правци, сега вака кога бројме више и они влегуваат во некои 29-30 години Никола и Жаре, значи не е тоа толку веќе младо како што изгледаше. 32 Столе. Столе, да, Никола е 90-та, мислам, така, да, 29. Значи, окей, има тука уште за играње и беше така некако за мене најзатворена, најдобра позиција со квалитетни играчи, се виде тоа и оној некој си систем зимата, каде што стварно двајцата не знаевме кој е во таа игра. 7 на 6, дали е Жаре или Столе, што и да се фрли, се факеше и се завршуваше. Значи, таму сме добри, после тоа Господ знае, ќе видиме. Имаат уште за играње. Така, бидејќи сме и при крај со времето, не може да завршиме, а да не ве прашам, бидејќи Лазаров и играше во Вардар, ви изненадили успехот на Вардар на ЕХФ шампионатот, нели, Лигата на шампионите и вториот трофеј во само 3 години? Верувавте дека во една таква сезона на Вардар ќе заврши трофејот во Ја Скопје? мислам дека не постои некој што не ги изненади. Веројатно и сигурно сонували играчите на Вардар, меѓутоа секоја чест. Ја бев таму во салата и
едно многу јако доживување. Значи, кога си во екипата и кога си надвор, кога си најувач, стварно секоја чест играчите на Вардар имаат, како се вика, хемија во екипата и тоа што го изјави и Кире, дека чудо е како таму има финансиски проблеми. Не е оваа година само. Уште јас кога бев, почнаа веќе, значи 2-3 години, и му викам на столе секоја чест ова е голема заслуга за тебе, бидејќи тој е капитен и ја одржа хемијата внатре, направи ја на терен 2 години, не можеме ние да видиме, да ја викам, вие зимате пари или не зимате. Разбираш, значи секоја чест, на секој надпревар, не е надпревар, дали македонско првенство, дали СЕХА, дали. И мислам дека токму тоа е тоа што тие успеа на крај да го направат тој успех, Стојанче и овие што се староседелци Караджич, Дибиров, мислам дека држаа таа компактност во собликуваната и сите играчи сакаат да дојдат во Вардар, затоа што доаѓаат, си одат во многу поголем клуб, што биле пред да дојдат како многу подобри играчи, едноставно клубот ги прави посилни, плюс земаат медали, трофеи, значи секоја чест за Вардар и сега читаме се и се што, јас се надевам дека Вардар нема да се мисли во наредните 3, 4, 5, 10 години, значи мора да го задржиме тоа. 2 пати европски шампион во 3 години, еве нареднава година која ќе освоат ќе бидат како Реал Мадрид фудбал. Значи тоа не е за фраканци и треба државата да застане. Верувам дека така ќе биде и тоа да продолжи да функционира во наредните години. Ванчо, според тебе исто ранетиот лав најдобро се бори кога е ранет и Па доживеа едно искуство тоа е пресудно кај Вардар? Значи, ова што се случи ракометно и резултатски, стварно малце верувавме. Јас можда и да се надевав на некој финале, доколку не беше Барселона во полуфиналето, кога падна Барселона, она што го гледавме кроз цела сезона, играше некој стварно страшно добар ракомет. Викам, мораше ли Барселона, бар да беше Киелце или Веспрем, ке имаше борба, сите три се слични екипи. Мислев дека Барселона ќе издоминира на овој Final Four, но се случи што се случи. И останати работи, разговарав баш пред некое време со Столе и го чекав да ми каже дека сватил дека без парицата поише спојува од кој има пари. И тоа е вистина. И уште повеќе ги, значи тој надпревар со Сегет се случија некои работи каде што нели се испоздравија со салата, со публиката, не се гледаме више, фала ви за све. Све тоа се поклови во прав момент. Заминувањето на Борозан исто имаше влијание кај нив, као еве некој се тргна, останавме ние. Значи не бил за со нас, дај да продолжиме понатака. Столе ги кажа Фичо тие неколку моменти таму Караджич, а он повеќе знае што се случува во таа собликувална. Секоја чест на тоа што доиграа прво, а за резултатот не треба ни да говориме, многу видовме сите што се случи. Така. Да се надеваме сета таа химија ќе се преточи во репрезентативниот дрес на Македонија и веќе в недела против Грција успешно да го затвориме овој квалификацијски циклус и имаме нели доволно време и период до шампионатот, европскиот шампионат во јануари да се подготвиме и да направиме подобар резултат од досегашните 4 поред европски натпреварувања. Почитувани, тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Вам, драга публика, останете со нас бидејќи следуваат и оние настани кои ја одбележаа изминатава седница. Останува недела да го проследиме надпреварот на Македонија против Грција во Струмица од 18 часот. Само да напоменам, картите се пуштени во ограничен број, може да се купат само во градот домаќин, само во Струмица, така да кој не набавил на време му останува уште еден ден. Остануваме со репрезентација, но се селиме на фудбалската, сениорската фудбалска репрезентација на Македонија на последните два квалификацијски надпревари за пласман на европското првенство следната година. Загуби најпрво од Полска на домашен терен со 1-0, а потоа следуваше уште еден тежок пораз исто така на Тодор Проевски арената од селекцијата на Австрија со 4-1.
Како помина всушност понад преварот импресиите од фудбалерите, бидејќи голем дел и не застана пред камерите на македонските медиуми да дадат изјава после надпреварот со Австрија, сепак има поединци кои не испочитуваа на спортските работници, па дадоа и свој одговор за сето она што се случуваше на теренот и како го прифатија впрочем поразот од Австрија. Во продолжение прилог на колегата Огнен Дојчиновски. Македонската фудбалска репрезентација во јунскиот блок мечеви не се прослави. Нашиот национален состав на домашен терен против Полска, односно Австрија, не освои ниту бод, а и не остави впечаток на јавноста дека во оваа кампања може да го направи тој толку посакуван резултатски исчекор и да освои некои од првите места во групата. Посакувавме и се надевавме на многу, но двата меча против фаворитите во групата ги исфрлија на површина сите аномалии кои нашиот состав ги поседува. Неискуство, физичка инфериорност, катастрофални грешки пред се во одбраната, недостаток на квалитет на поедини позиции и она што сите добро го знаеме, преголемо подпирање на услугите на Горан Пандев, нашиот 35 годишен капитен. Она распаѓање во второто полувреме против Австрија ни се нема одамна случено и не смее повеќе да се случи. Доста беа бламажи и оправдувања, за истите нам ни треба победничка серија и менталитет. А тоа тешко ќе го постигнеме затоа што сега во квалификациите ни следуваат серија на мечеви на гостински терен и тоа против силни противници. Селекторот вели во моментов сме само на 3 бода од второто место. Да, тоа е така, но не имаме ли ние капацитет да се соочиме со ситуацијата и да освоиме бодови кај Израел или Полска, на гости, кога не сме кадари ниту пред 25.000 наши невојачи да го сториме тоа. Товар кој Ангеловски и неговите избраници ќе мора да го понесат, затоа што назад нема. Квалификациите се речиси на пола, а резултатите не се оние на кои ние се надевавме. Не се сложувам дека се загубени квалификациите, затоа што колку што знам од второто место сме само на 3 бода, тоа е еден надпревар. Како прво, да, сега имаме хендикеп на домашен терен, загубивме од фаворитите, но ќе се потрудиме тоа да го надоместиме на надпреварите кои следат. Враќање во реалноста, јас не би рекол враќање во реалноста, добро знаеме репрезентацијата, сите што сме во фудбалот, каде беше изминатите, нели? 25 години во секој период каде се наоѓало, така да се слагам, изгубивме од две поквалитетни репрезентации во моментов од нас, ако онај пораз со Полска беше несреќен, ова е сосема заслужен. Имаме и бараш преку Лигата на нации, така да мислам дека се додека постојат шанси за европско првенство, ние ќе се бориме да го оствариме тоа. Точно е дека Лигата на нации е нашиот приоритет, но дајте ако веќе Косово и тој бараш кој следува е нашиот лимит, да не се залажуваме дека сме кадарни за нешто повеќе, затоа што мечевите против Полска и Австрија ни покажаа дека не сме. Тоа ќе го оставиме за друг пат, а сега требаше да има само едно обраќање до јавноста и едно големо извини. Треба да се запрашаме зашо ова се дешава, значи не е ова пораз од 0-1, па него пораз ова е тепако за мене, затоа што играме во клубов, ја не верувам дека клубовите вакви презентации покажуваме. За мене Македонија, дресот на македонска репрезентација е нешто свето, така да треба ако си клубовите играш 100 тука треба 200%. Криво ми. Истото го добивме само уште од Бобан Николов и Аријан Адеми, подготвени да се соочат со она што го одигра, односно не го одигра против Австрија. Заслужено изгубивме, нема што да кажам, значи ова беше катастрофа. Да се обидеме да го забораваме што побрзо ова утакмица. Не знам, тешко ни е на сите нас. Лошо, јас идам на 8 дена на одмор, ќе ми биде пекол. Златно си заводив 1-0, место да се стоиме назад, да се држиме, да не фатиме контра, да и казнеме 2-0. Се беше на наша страна, но на крај се сврди утакмицата и не издоминира. Значи, ваква доминација не ни направила ни Италија, ни Шпанија, не знам што се случи. Ќе видиме, ќе анализираме сега да ги оладиме главите. Тоа е. Публиката не вреѓеше. Не знам што да кажам, не знам, лошо. А останатите? Тие беа побрзи од автобусот за накај дома. Снемаа сила на терен, очигледно ја чуваат за да избегаат од новинарите. За нив оценка 0 и за изведбата на мечот, а и по него. Противникот им одржа фудбалска лекција, а некој друг ќе треба да им одржи лекција по однесување, она професионалното, кој во македонскиот фудбал ретко како победа на гости. Продолжуваме со кошарка. МЗТ Скопје аеродром по само една година пауза го врати тронот во својот
дом во спортскиот центар Јане Сандански. Ова откако во третиот натпревар од финалната серија против Работнички забележа победа, тешка, потешка од очекуваното ако погледнеме како мина на првите два натпревари, сепак победата е вредна 7-ма шампионска титула за кошаркарите на МЗТ Скопје. Во продолжение и со импресиите од веднаш по надпреварот славата со навивачите, популарните Фемили Аеродром и нормално изјави од тренерот, стратегот Кочов, како и MVP на финалната серија Дамјан Стојановски. Сезоната во која не изборија пласман во АБА 1 лигата, а титулата од купот заврши во рацете на лутиот ривал од Градски парк, кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром ќе ја паметат по освојувањето на трофеот од домашното кошаркарско првенство. Маестрални 3-0, без загубен меч во финалната серија по оние воведни 80-44 кои буквално го посрамотија тимот на Докузовски, следуваше победа од 9 разлика во Борис Трајковски за сето ова да биде крунисано со уште една одлична партија на штрковите пред своите навивачи во Јане Сандански. Металците ги искористија во секоја смисла грешките, но и проблемите со повреди на противникот, кој на крајот достоинствено го призна поразот. Ѓорѓи Кочов има причина за среќа по сите пехови кои му се случија во оваа надпреварувачка година. На крајот од денот ќе остане запишано дека тој го предводел МЗТ Скопје до 7-та титула во клубската историја во насилното кошаркарско првенство од земјава. Чувството е прекрасно, ова ми е прв трофеј во сениорска конкуренција. Им честитам на момците за борбеноста и мислам дека заслужено славим. Голема благодарност до управата на клубот, посебно до Тони Гринчаров, кој веруваше од самиот старт у мене и покрај некои критики што ги имавме, он издржа и вративме на добар начин. Имавме навистина напорна сезона, ова беше 74-та, 75-та утакмица за нас годинава. Знаете сами, за малку не игравме АБА 1, купот не ќе да го споминам, дојде во тој период како што дојде. Меѓутоа, сему сум задоволен и горд сум на овие играчи. Им благодарам за све што направија земците. Не може да ни е само приоритет македонско првенство. Клубовите во Македонија мора да излегуваат надвор. Мора да видиме навистина кај сме. Оваа година мислам дека МЗТ беше единствен репрезент на македонската кошарка надвор со Благотек на кој освои бибел, не морам да ги спомнам и нив. Меѓутоа у АБА 2 ние навистина бевме вистински репрезент и мислам дека у добро светло ја представувавме македонската кошарка, каде што добивавме стварно респект од сите екипи што игравме. Македонскиот репрезентативец Дамјан Стојановски беше еден од најдобрите во шампионскиот тим на металците. Ова доби потврда и со освојувањето на MVP признанието во финалната серија. Ова беше тешко финале против Работнички, секогаш се утакмиците многу тешки, го не гледате со 5-6 играчи бе и никош не се откажуваат, кој е дерби, мора да си на максимум доколку сакаш да освоиш да го победиш. Мислам дека бевме прави на крај, мислам дека заслужено го освоивме пехорот. Мислам дека долго време ќе жалиме за таа шанса што имавме против Задар. Мислам тоа ќе ни остане како една да не кажам лузна, една црна точка оваа сезона. Мислам дека е успешна, ама ако го направивме тоа, ако влеговме во АБА 1 лига, мислам дека ќе беше добро општо за македонската кошарка пред се. На вечната листа освојувачи, МЗТ Скопје Аеродром останува на второто место со 7 освоени титули, трете Фени со 3, на врвот и натаму е недостижен Работнички со 15 шампионски трофеи. По предвидените спортски содржини кои беа наменети за ова спортско издание вечерва, покрај темата за ракометната репрезентација на Македонија со нашите гости Ванчо Димовски и Филип Лазаров, следуваше и она што се случуваше со фудбалската репрезентација на Македонија и поразите од Полска и Австрија, како го прифатија впрочем и фудбалерите. Накрај останавме и со она што последно се случи и 7-та титула на МЗТ Скопје Аеродром, освоена синоќа, откако победија во третата финална пресметка против Работнички. За накрај останува секако и традиционално, како и секоја емисија, да поделиме и некоја награда за нашите најверни гледачи кои петок 22 часот не го менуваат каналот на 1 ТВ. Па да видиме доколку имаме гледач на линија, предлагам да го вклучиме веднаш. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Со кого разговараме? Горан се јавува од Скопје. Горан, дали редовно не следите? Нормално, секој петок. Така, ви се допадна изборот вечерва? Одличен беше. Посакуваме среќа се со Грција.
Така е. да надеваме на победа. Така е, ајде сега па да го тестираме и вашето спортско знаење. Повелете, бирајте вечерва, имаме 3 награди за доделување, вие сте прв. Повелете од 1 до 3. 1. Број 1. Ракометно прашање, доколку не следевте, не би требало да не го знаете нормално и одговорот. За ракометната репрезентација на Македонија, пласманот на Европското првенство 2012 ќе биде трето учество поред, пето учество поред или седмо учество поред? Нормално 5. Токму така, не следете внимателно. Ви благодарам за вашиот точен одговор. Добивате награда фотелја од Atlantic Commerce. Нашите пријатели со новоотворена продавница во Скопјанка и редовната на Битпазар. Така да наградите, нагласувам, се подигаат од просториите на 1 ТВ секој работен ден од 10 часот предпладне па до 16 попладне. Горан, ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме следен гледач на линија? Ало, добро вечер. Добро вечер, со кого разговараме? Марија на телефон. Марија, дали вие сте наш редовен гледач? Дали... Секако дека да, морам да кажам дека имам секакви поздрави и честитки за вашата емисија. Прекрасна е, може би единствена во нашата земја од овој тип. Така, вечерва не следевте внимателно? Секако да. Тогаш повелете, остануваат уште 2 награди или 2 неотворени прашања, број 2 или број 3? Ајде, нека биде број 2. Во ред, одиме со кошаркарско прашање или со она последна содржина од ова спортско издание. МЗТ Скопје аеродром го врати шампионскиот трон или трофеј во Јане Сандански. Колку титули брои тимот од аеродром сега? 5 титули, 7 титули или 10 титули? Сега пред малку кажавте, 7 титули, ова беше 7 поред. Одлично, внимателно не следевте. Ви благодарам за овој точен одговор. Добивате награда куфер од нашите пријатели Atlantic Commerce. Ви благодарам. И последниот гледач за вечерва, доколку имаме, предлагам веднаш да го вклучиме. Добро вечер. Подсетувам за правилата на оваа наградна игра. Можете слободно да прочитате повеќе на нашата веб страница 1tv.mk. Вечерва имавме ракометна главна. Во фокусот тема ни беше ракометот, ракометната репрезентација на Македонија, која се избори за ново европско надпреварување и нов европски шампионат веќе следната година. Гости ни беа Ваншо Димовски и Филип Лазаров. Добро вечер, дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер, последен за вечерва кој треба да биде награден. Нормално ќе го ставиме на тест вашето спортско знаење. Со кого разговараме? Со Диме. Диме, повелете, немате право на избор, останува неодговорено уште третото прашање, кое гласи вака: македонската фудбалска репрезентација загуби од Полска и од Австрија во евроквалификациите, но колку вкупно гола примија? 3, 5 или 7? Па мислам дека 5 гола беа. Токму така, точен одговор, 5 гола, 1 минимален пораз од Полска, а потоа 4-1 од Австрија. Пораз, 2 порази кои драстично не ги намалија шансите за пласма на Европското првенство преку овој квалификацијски циклус. Да не заборавиме, полесниот пат ќе го имаат следната година преку Лигата на нации, каде ни предстои полуфинален дуел против Косово. Ви благодарам, Диме, за вашето јавување, за овој точен одговор. Добивате фотелја од Atlantic Commerce. Уште еднаш подсетувам, наградите се подигаат од просториите на 1 ТВ секој работен ден од 10 часот предпладне до 16 попладне. Останува да ви се заблагодарам за вашето внимание и нормално да ви сакажам следен спортски термин наредниот петок 22 часот. Од мене пријатно.